Предлог програмата за изградба и одржување на патишта и улици во рамките на општина Кочани за 2017 година ќе се потпира на средствата од Агенцијата за државни патишта, од буџетот на општина Кочани, од Светската банка за обнова и развој и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Планирано е наголем дел од средствата, околу 38 милиони денари, да ги обезбеди општината од сопствени извори, а 4,5 милиони Агенцијата за државни патишта. За изградба и реконструкција на улици планирани се 51 милион денари. Покрај тоа, Светска банка на општина Кочани и одобри донација за реализација на проектот локален пат улица Гоце Делчев прв дел за поврзување на Оризари со регионалниот пат и градот Кочани во износ од 16 милиони денари, од кои таа треба да обезбеди 3,5 милиони денари. За крпење на ударни дупки и прекопи со асфалт во текот на 2017 година ќе бидат потрошени 1.500.000 денари. За набавка на вертикална сигнализација се планирани 300.000, а за одбележување на хоризонтална сигнализација 700.000 денари. За зимско одржување на општинските патишта и улици се планирани околу 1.800.000 денари. Во делот на изградба и реконструкција на улици за 2017 година е предвидена реализација на проектот Кружен тек кај двојниот мост вреден околу 10 милиони денари, а преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, како и со сопствени средства ќе се обезбедат над 26 милиони денари за реализација на проектот од патната инфраструктура. Со проектот за рехабилитација и подобрување на општинските патишта во Република Македонија, општина Кочани преку Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој ќе аплицира за дел од патниот правец Оризари Пресека, за кој се бараат средства во висина од 28 милиони и 600.000 денари, кој треба да биде имплементиран во текот на 2017 година.